Добро вечер, јас сум Лепа Джундева, вие гледате 24 анализа. Бугарија денеска стави второ вето за отпочнување на преговори, поточно за датум за прва меѓувладина конференција на Македонија со Европската Унија. Пораз за Меркел или победа за Борисов? Изјавата на германскиот министер за Европа Михаел Род денеска беше дека е лично разочаран затоа што тие направиле се што е во нивни рамки. Но колку направи Германија во изминатите 6 месеци, се додека председателствува со Европската Унија, кои се наредните чекори кои што ќе бидат преземени, дали воопшто има некакви шанси Македонија и Бугарија да постигнат некаков компромис или пак Борисов да ја крене рампата во рок од 3 дена на Европскиот Совет во четврток и петок, ќе поразговараме со денешните, вечерашните гости во 24 анализа, тоа се. Добро вечер и добре дојдовте, Марија Ристевска, директорка на Центарот за истражување и креирање на политики. Добро вечер. Добро вечер, Иван Стефановски, извршен директор на Евротинг. Добро вечер, поздрав до гледачите. И добро вечер, Малинка Ристевска Јорданова од Институтот за европска политика. Добре дојдовте. Македонија, како што веќе кажав, доби второ вето од Бугарија. Има ли подрастичен случај од македонскиот случај и каде сгрешивме во чекорите овие месеци на патот кон Европската Унија? Марија. Веројатно има Турција, ние пример за подрастичен случај, но не сакаме да се споредуваме со Турција. Каде сгрешивме, сметам дека нашата стратегија не беше стратегија, во суштина се базираше на многу волја, а на малку анализа на случувањата и во ЕУ и во соседните земји, особено. И како резултат на тоа, во суштина имаме стратегија која што не ги зема во предвид динамиката на внатрешната политичка слика во Европската Унија. Она што се случува таму е еден процес на дезинтеграција, процес кој што се отсликува со Брекзит, се отсликува со неможност да се дојде до договор за буџетот за мултигодишната рамка буџетска од 7 години. COVID ситуацијата, како и во сите други земји, така и во Европската Унија е случај. Но истовремено не успех да се анализираат внатрешните политички процеси во соседните земји, особено во Бугарија во овој случај, каде што сметам дека веќе трета влада на Борисов, значи 12 години, има успешна кампања на основа на која го убедува своето гласачко тело дека Македонија мора да направи поправка на историскиот наратив и дека тоа ќе го добијат преку евроинтегративниот процес, што се резултира и со огромната поддршка на граѓаните на Бугарија на таа позиција и поддршката на блокадата на Македонија во Европската Унија. Така што сметам дека нашата дипломатија беше доста неуспешна во анализата на сите овие внатрешни случувања во ЕУ и базирајќи ја целата стратегија на желбата да се отпочнат преговорите, па макар да се направат да се направи трговија со она што не се тргува, и се обидува на ист начин како со Грција да направи трговија со прашањата кои што не смеат да бидат ќе преминеме на односите Македонија-Бугарија. Дали вие се согласувате останатите дека имавме погрешна стратегија овие месеци? Малинка? Не во целост. Значи, мислам дека никој не можеше да предвиди ваков исход на германското председателство на сите полиња, краткорочно. Би можела да се согласам подолгорочно во однос на анализата на тековите и во Европска Унија и кај нас и во соседните земји.
мислам дека може би преголема надеж се полагаше токму на германското председателство и дека уште минатата година во октомври не се пристапи со сета сериозност на анализата на бугарските барања. Бидејќи тоа ќе значеше веќе една поинаква стратегија, поинаква поставеност кон тие барања. Од друга страна, како успех може да се припише тоа што во предлогот на преговарачката рамка не влегоа барањата на Бугарија, така што Бугарија остана изолирана во ова барање, што денес неколку пати го нагласи Рот. Така што сликата е измешана, не е баш токму едноставна, да се рече црно е или бело е. Мислам дека многумина што оваа година очекува успех, не беа многу, меѓутоа што очекува исчекор во рамки на Европската Унија остана разочарани, бидејќи процесите таму одат во друга насока. По денешната блокада засега не е во план, барем според агендата на Европски совет не сме ставени на дневен ред во четврток и во петок. Дали Унијата на некој начин криева раце од нас? Иван? Па не би рекол дека Унијата крева раце, бидејќи доколку направиме анализа на последните години, особено последните 2 години, може да се забележи еден по-интензивен engagement, нели, некакво разменување на емоции, барања, поддршки, значи еден двонасочен канал на комуникација многу поинтензивен од порано. И мислам дека доколку споредиме со 3 или 4 години претходно, дефинитивно Западниот Балкан е некаква поголема сфера на интерес на Унијата. Тоа дополнително се засили по усвојувањето на новата методологија и мислам дека тука голем дел од општествените чинители од владата па надолу гаја големи очекувања околу 2020 година. Искрено јас отворено ќе кажам дека бев еден од оние кои што беше навистина до пред неколку месеци голем оптимист и бев убеден до некаде дека на бранот на таа германско-француска поддршка дека вратите ќе се отворат. Сега јасно е дека секоја земја членка има, нели, колку беа таму тоа популарно 135 чекори каде што може да ви каже не по било која основа. Што е во овој случај проблематично? Проблематично е што има вето од земја членка која што е, нели, една од последните интегрирани во Унијата, која што се уште одредени чинители спорат колку таа ги исполнува основните некои вредности и критериуми врз кои што почива Унијата и најстрашно за нас тоа што се обидува да не блокира не врз основа на некои објективни критериуми од типот на реформи за кои што можеме да дискутираме колку се спроведени или не се спроведени. Јас лично сметам дека имаме многу работа да завршиме, меѓутоа Европската комисија веќе 2 години поред смета дека државата направила сериозни исчекори напред. Значи, блокадата не доаѓа како резултат на неспроведување на реформи, туку, нели, негирање на правото на самоопределување, а тоа е повреда на директните основи, темели на кои што почива Европската Унија. Да се надоврзам тука, ЕУ вчера им даде 24 часа рок на Полска и Унгарија да го тргнат ветото во врска со буџетот или ќе преминат на план Б. Зошто не го прават тоа со Бугарија, кога станува збор за основни човекови права? Заради тоа што им проширувањето не е на агенда од 2013 година, не од ова, од 2013 година, со последното проширување, европското проширување во суштина станува еден процес кој што не е високо на агендата на Европската Унија и тоа е резултат на севкупните превирања во земјите членки и несогласувањето на нивните електорати, значи на нивните граѓани со ново проширување. Ако го следите Евробарометарот и перцепциите на граѓаните на Европската Унија за новото проширување,
во било кое време, ќе забележите дека расте бројот на оние кои што не го поддржуваат. И тоа во најбогатите држави, кои што се и најсилни и најмокни во одлучувањето, е константен тренд. Да речеме, во Луксембург 66%, во Германија 61% не се согласуваат со проширување, во Франција 62%, во Холандија 64%, дури и Австрија, која што се сметаше за еден од промоторите на Балканот и балканското проширување, во суштина имаме 64% на несогласност со ново проширување. Така што не можеме да очекуваме од нивните елити дека ќе одат спротивно на она што го сакаат нивните граѓани. И од тука не знам како нашата дипломатија не се чувствува изненадено и се наоѓа себе си во собствената замка, која што си ја постави сама во последните години, тврдејќи на македонскиот електорат дека проблемот на проширувањето кон Македонија и отпочнувањето на преговорите е само во името и дека со промената на името ќе добиеме магичната формула за отпочнување на преговорите и влез во ЕУ, што се покажува како неточно. Ви сакала да кажам и дека најмногу што покажува јавниот дискурс во последниот период, па дури и од оваа дебата денеска што ја слушаме, е едно би рекла омаловажување на Бугарија како членка на Европската Унија, дека не се очекувало од неа да има толкава моќ да може да го сопре големиот проект на проширувањето на ЕУ, кога истата таа земја, како еднаква членка во Унијата, има еднакви права, па и право на вето во таа Унија. Така што сметам дека европеизацијата на Македонија не можеме да очекуваме некое време да дојде од надвор, од Европската Унија. Значи, вие сметате дека грешка во чекори на македонската влада. Господја Малинка, и вие го мислите исто? Ние како институт за европска политика мислам дека единствени излеговме со анализа за можните последици на бугарското вето во јуни и деновиве со уште еден документ во кој што јасно предупредивме дека е реална можноста од вето и кои се можните последици. И тоа ни беше како документ за внатрешно, уште повеќе документ за лобирање во државите членки. Оттоа мислам дека секогаш постоеше реалноста на ветото, меѓутоа, како што реков и претходно, мислам дека се сакаше да се оди на пооптимистичката варијанта, барем од владино ниво. Инаку, во однос на јавните перцепции и истражувањата на јавно мислење. Последниот Евробарометар 92 покажува дури некаков пораст во просек од 3% за проширувањето, односно намалување на оние кои што се против проширувањето во просек. Вие добро ги издвоивте клучните држави членки. И исто како и кај нас, тоа мислење е многу подложно на одредени изјави и одредени состојби внатре. И исто кога зборуваме за анкетите на јавно мислење, немаме предвид дека всушност политичките елити со својот настап влијаат на тоа јавно мислење. Она што сега го нема во Европската Унија е реално дека во клучни држави членки нема волја за проширување и тоа е раководено од многу реална оценка на состојбите дека Европската Унија во моментот нема доволно интеграцијски капацитет за да прими нови членки. И тоа не на економско ниво, туку на политичко ниво, што го покажува примерот на Унгарија и Полска со блокирањето на буџетот. Практично два елементи на интеграцијскиот комитет и интеграцијскиот капацитет се сега во прашање. Тоа е финансискиот и политичкиот. И тоа е всушност еден од клучните проблеми. Она што ние недоволно го имаме во јавниот дискурс и што
мислам дека премногу се подигаат очекувањата во јавноста, дека ако ние сега го направиме овој чекор, дека се отвора, дека се е ова клучно, и ние секој совет ни е клучен и секој совет доживуваме драма. Ова е само почеток на преговорите и тоа под нова методологија, која што многу го сложнува процесот. Во нашиот последен документ предупредивме по која цена, за која добивка. Значи, ние се разговараме за цената на почеток на преговорите. А не за членство. А не за членство. Членството е отворено. Значи, никој сега не ветил, како што порано имаше датуми, не ветил дека тоа е еден процес со отворен крај. Значи, нема гаранција дека ќе ве примиме и нема гаранција кога ќе ве примиме. Иако одиме тука во теорија, досега е докажано дека има трансформативна моќ притисокот од Европската Унија, меѓутоа тогаш кога имате јасна перспектива за членство. Ама, дури и тоа сега се покажа како проблем, се проблематизира, затоа што нема одржливост на тие реформи. Затоа што кога ќе станете држава членка, што сега се случува, вие станувате еднакви со другите и практично она што сега се случува е регрес. Сакате да кажете дека не им треба уште една Бугарија, уште една Полска, уште една... Не им треба, значи, не можете вие сега да убедите, не можете да убедите граѓанин кој што плаќа своји даноци во богата држава членка, која што е нето контрибутор во Унијата, дека треба сега да се проширува со нови членки, за кои што нема гаранција дека ќе имаат одржливи реформи, односно дека нема да имаат регрес, како што сега имаат некогашните лидери во процесот на проширување, Полска и Унгарија. Па и Бугарија, бидејќи Бугарија е трета на ранг листа во владење на, според анализите на извештајот за владење на право. Во одредени разговори со дипломат од земја членка, кажа, поентата е дека последното проширување за нас сега се смета за грешка. Политичарите кои беа избрани на ЕУ изборите во 2019 сакаат пак да бидат избрани. Ова значи дека Македонија во некој догледен период ќе си чека на вратата на Европската Унија. Со оглед на тоа дека, сега е Германија. Германија завршува до крајот на годината, почнува Португалија. Португалија нема таков интерес за проширување, иако е тука Германија која што денеска Михаил Рот кажа дека ќе работат со португалското претседателство. Што да очекуваме ние за понатаму? Иако знаеме дека Бугарија е единствената која што стави вето, сите други викаат ние не сме против проширувањето, меѓутоа според сето ова што го имаме досега, е факт дека земјите членки не се толку отворени за проширување како што беа пред неколку години, Иван? Па не ни можеме да очекуваме во овој момент сега, додека водиме оваа дебата, државите членки да бидат премногу возбудени околу проширувањето, кога имаат заглавен буџет, нели, финансиска рамка за следните 7 години, кога имаат сериозен проблем со држави членки кои што имаат проблем со владење на правото, кога имаат ковид криза која што еве сега повторно се продлабочува и не знаеме точно каде води, да, има најава за операционализирање на многу вакцини, меѓутоа нели додека тој процес не започне, не можеме да знаеме како ќе заврши. Така што има голем број реални внатрешни проблеми. Наративот на Макрон дека ЕУ мора и треба да се промени, Европа во повеќе брзини. Значи, има тука многу елементи кои што секако имаат приоритет. Меѓутоа, точно, секој политичар е одговорен пред своите граѓани, меѓутоа, доколку Унијата беше комплетно незаинтересирана за Западниот Балкан, немаше да направи одредени чекори кои што таа ги направи. А што да правиме ние? Да се завртиме кон себе и да почнеме да се реформираме темелно, онаму каде што сме навистина слаби. Имаме проблем со организиран криминал, имаме проблем со заштита на животната средина, имаме проблем со судството. Значи, големи чекори до сега се направени напред, но тоа е многу далеку од некој посакуван стандард. Бидејќи сите мораме да разбереме дека ние треба да се промениме поради себе, за ние да живееме подобро. Ние, нашите комши, роднини, пријатели, деца, не поради Германија, поради Белгија, поради Холандија. Тоа е оној основен некој модус вивенди од кој што треба да се води. Германското претседателство е фрустрирано. Род денеска кажа дека е многу разочаран, лично разочаран, затоа што со
канцеларката Меркел направиле многу. Дали ова можеме да го сватиме како пораз за Меркел и победа за Борисов? Па, јас не би рекла. Сметам дека во Европската Унија сите членки се ценат подеднакво и нивниот глас подеднакво тежи. Сметам дека нашата позиција не била доволно добро изработена и дека во иднина би требало да поработиме на, како што кажуваат и сите останати денеска во дебатава, на едно чисто досие на подобрување на тоа што го спроведуваме како реформи дома, бидејќи не можеш да убедиш ниту едно гласачко тело, особено ако земеме предвид дека во Франција било кое едно проширување би требало да помине на референдум. Значи, ќе треба да се гласа, сите граѓани на Франција да се согласат Македонија да стане земја членка, што значи дека нашиот имидж, кој што го мериме на различни начини, меѓу кои, не знам, индексот на перцепција во однос на корупцијата, на владење на правото, на, не знам, сите оние вести кои што доаѓаат и се врзани со Македонија, треба да бидат позитивни, за да може да влијаеме на една промена на јавното мислење во овие земји, за да и да покажеме добри аргументи дека ние сме ја сработила работата дома и дека имаме капацитет на земја членка. Второто што треба да се направи, сметам, е подобрување на дипломатските односи и тоа преку соработката со главниот наш партнер, а тоа се Соединетите Американски држави, кои што имаат своја улога во односите со Европската Унија и која што сега со смената на председателот сигурно ќе ја промени динамиката на нивните односи и на нивното влијание. Секако подобрување на односите и аргументацијата, правење на еден бизнес кейс, на еден случај кој што ќе биде атрактивен и прифатлив за комисијата да го лобира кај Советот и останатите институции и работа со двете најглавни членки Германија и Франција, кои што за жал сметам дека во однос, за разлика од Иван, мислам дека во однос на Балканот и на Македонија, нивната улога за сега во ова проширување не е целосно ефективна, заради тоа што постапува по принципот на управување преку принципи на управување со кризи, и така го гледам, да речеме, и берлинскиот процес кој што е поттикнат од Германија и новата методологија поттикната од страна на Франција. Така што сметам дека со овие две членки ќе мора малку по интензивно да се работи и да се конечно чека еден правилен геополитички констелацијски простор, кој што може да дојде и брзо, ако земеме в предвид каква е внатрешната динамика во ЕУ и ова што се случува со буџетот и несогласувањето од страна на Унгарија и на Полска, може да доведе и до воведување на еден исклучок на одлучување без согласност на сите, во основ на кој може, доколку ја имаме вистинската поддршка од овие актери, доколку направиме чисто досие, да добиеме и притисок соодветен на Бугарија. Сметат да се промени принципот на гласање во самата Унија? Па планот Б, како што го гледам, е да се продолжи без Унгарија и Полска во однос на пакетот за recovery, како е за... Да, но што конкретно... Да. Во заедничката безбедносна и надворешна политика тоа не ќе биде можно, ваму се бараат други бајпасови. Затоа што таму има еден ПСРЛ, одредба која што е заобиколна одредба, но пак за да предадат надлежности треба да имате едногласност. И за сега има еден предлог на комисијата, меѓутоа тоа е во 3 области кои што се многу побезболни и никако не завлегува во проширувањето. И мислам дека не можеме многу да се надеваме на тоа колку на
чекање момент со различна геостратешка позиција, па и политички контекст. Бидејќи да бидеме реални, ова е политички процес, сепак. Иако јас не верувам во тоа дека баш ќе падне владата, па сега ќе се променат, ќе се смени владата, па ќе се променат веднаш сите позиции во Бугарија. Одеднаш во една држава, на пример Бугарија. Да, но ние некако премногу се надевавме на Германија, барем така се чини. Што направи Германија во овие 6 месеци во одбрана на основните човекови права? Поради тоа што она што го слушнавме е дека решете го спорот билатерално. Значи, она што го направи Германија, прво комисијата, а потоа Германија, е да не дозволи ниедно од барањата кои што беа од рамковната позиција на Бугарија да влезе во преговарачката рамка. Значи, ниедно од тие барања не е влезено. Само во општите принципи. Дали е усвоено? Не е усвоено заради блокадата, е повторно единствено од Бугарија. Значи, го зборуваме тоа што го направи, не тоа што не го направи. Тоа што го направи е да не влезе, значи, можеше сега вака да, но може ли тоа да се случи во иднина, на пример? Може ли што тоа не е усвоена преговарачката рамка? Да, ама денеска ако го забележавте добро, Рот рече треба согласно со сите држави членки и од државата кандидат. Формално не треба согласност од државата кандидат. Политички треба, бидејќи на крајот на краиштата, ако не се согласувате, мислам. Тоа е тоа. Така што мислам дека е тоа едниот успех што они досега држаа до тоа да не влезе во преговарачката рамка и практично ни едно од барањата на Бугарија да не влезе таму. А сега имате опции за бетер, мислам, многу за полоша. Дали Меркел му прегледува низ прсти на Борисов и зошто ЕПП молчи? Еве, денеска за мија не сакале да дадат изјава Европската народна партија. Пред неколку дена телевизија 24 бараше изјава од генералниот секретар на ЕПП, исто така кажа дека не се во можност да даваат изјава. Зошто се молчи? Тоа досега не се случило. Јас се сеќавам и кога доаѓаа за Пржински договор тука и така натаму, да една од нивните партии, односно нивната партиска асоциација, пред други партии, односно во други држави, да каже било што негативно за нивна членка. И тоа е можеби лекција која што ние треба да ја научиме, дека надвор ти не одиш во јавност со изричита критика на твој член. Го правиш тоа внатре. Да, ма тоа нели е партијата над основните човекови права? Пошто тука не станува збор нивото само на за Бугарија. партизација е се поголемо, и односно на влијание на партиската политика, така покажуваат анализите, е се поголемо и во самата Европска унија. Тоа има влијание и на буџетот. Дури анализите покажуваат дека и овие блокади што се сега други, заднив исто така има влијание на партиските поделби, зашто знаете, основната цел на одредена партија е да ги добие следните избори. И тука е вечната борба меѓу вредностите, до каде можете да компромитирате одредени вредности за одредена политичка добивка. За жал, она што сега се случува во светот како глобална тенденција, а ние имаме намалување на индексот на демократија во Европа, не само во државите кои што не се членки. За жал, ситуацијата е таква што тие трендови не се најповолни. Како ја оценувате изјавата на еврокомесарот Оливер Вархеј, кој кажа дека треба да излеземе во престрет на очекувањата од Бугарија? Зарем тоа не е спротивно на копенхашките критериуми? Иван? Не можеме да очекуваме, би било премногу наивно, да очекуваме еврокомесарот да застане на страна на државата аспирант, а не на страна на државата членка. Тоа не е ниту фер, не е ниту правно издржано, право до политика има голема разлика. И да се надоврзам на тоа што Малинка го објаснуваше и со ИПП. Значи, ИПП многу долго молчеше и за Груевски, многу долго молчеше и за Орбан. Значи, има еден момент кога оние натрапници го преминуваат Рубиконот и кога веќе коалицијата од партии не може да молчи за својата сестринска партија и да ја покрива, меѓутоа прагот на толеранција е голем, а како минуваат годините станува се поголем.
околу онаа поделба, нели, наши, ваши, внатрешни, надворешни, комесарот Вархеј е внатрешен, тој е комесар. И тој сепак мора да соработува со бугарските представници. Значи, Бугарија е држава членка. Јас нема да се согласам со Марија дека сите земји членки се еднакви, освен на хартија. На хартија сите сме еднакви секаде, затоа и човековите права се универзални, меѓутоа јас никогаш не би можел да повлечам паралела помеѓу една Германија и една Бугарија или на Франција и една Бугарија. Не од аспект на тоа кој може да стави вето или не, се разбира, вето може да стави секој. Меѓутоа, политичката, економската, геополитичката тежина на овие држави е драматично различна. Така што... Па не, јас не кажав различно од ова твое тврдење. Напротив, реков дека треба да се работи со овие две, но во контекст на тоа дали може и дали има право да стави вето, мислам дека кај нас целата дебата е во јавниот дискурс што постоеше во последниве месеци, на некој начин ја поставуваше Бугарија во ситуација дека таа нема да си го дозволи тоа да стави вето на проширување кое што е поддржано од сите. Очигледно дека проширувањето не е поддржано од сите и тоа е така подолго време. Мислам дека овие изјави на Вархеј, на комесарот, се многу слични на сите изјави што ги имавме досега чуено во врска со спорот со името. И сметам дека тој тренд и тенденција ќе продолжи, заради тоа што се направи преседан, односно се преговараше за тоа за што не смее да се преговара, значи правото на самоопределување требаше да биде главниот аргумент и да не се влезе во преговори во однос на промена на името. Со промената на името се промени именката и сега влегуваме во преговори, како што каже и самиот премиер, за придавката. Скоро ќе, ако го изгубиме и тоа, тогаш влегуваме обезличени целосно во Европската Унија, па дури и да ги спроведеме сите реформи. И сметам дека тоа целосно одговара и на стратегијата и на Грција која што беше поставена долги години, 30 години во преговорите. Така што грешката во Чекори е направена со прифаќањето на да се преговара за идентитетските прашања и ставањето на овие прашања во контекст на проширувањето или влезот во асоциација или унијата, каде што земјите со кои што имаме спор имаат асиметрична моќ. Јас тука довршете, да не Не, ворете. Ќе најавам кратка пауза, ние продолжуваме со реклами, па се враќаме во студијата. Гледате 24 анализа. Преминуваме на темата Бугарија. Веќе го спомнавте Преспанскиот договорот од Нивици, па затоа еве можност да продискутираме и околу ова прашање, апропо договорот за добрососедство. Кој погрешно, а кој точно го толкува Преспанскиот договор, Бугарија или Македонија, со оглед на тоа што и самата комисија закочи на придавката македонски? Многу е јасно дека барањата на Бугарија од нивната рамковна позиција од лани, од октомври, се контрадикторни со Преспанскиот договор. И не само што се правно контрадикторни, тие го делегитимираат Преспанскиот договор. Значи, ако вие ги задоволите бугарските барања, мислам што тоа е друг абсурд, тогаш тоа е спротивно на Преспанскиот договор и тука за нас нема дилеми од анализата што ја направивме и објавивме во јуни. Значи, многу е јасно дека ако ги разгледате двата договори и од правен и од политички аспект, бугарското толкување е контрадикторно на Преспанскиот договор. Меѓутоа, она што е уште побитно, бугарското толкување, односно нивната рамковна позиција, која што после беше преточена во изјава во март, целосно, искрово колчено го толкува договорот за
пријателство меѓу двете земји. Значи, таа си во користи својата позиција како држава членка и пласира нешто во Европската Унија што нема своја основа во договорот. Уште да ескалира работата понатаму и тогаш се виде практично дека тие сериозно мислат, беше септемврискиот нивни објаснувачки меморандум, откако се виде дека нивните не успеа да влезат нивните барања во преговарачката рамка и тогаш упатија таков објаснувачки меморандум до сите држави членки, кој што пак беше дополнително абсурден, меѓутоа на кој што многу дрско и безобразно се негира македонски јазик, македонски идентитет, се дава една нивно толкување на историјата и тоа навистина најде на зачуденост во Европската Унија. Така што анализата покажа дека нивните барања всушност се заснуваат на целосно погрешно толкување на договорот и тие ја користат својата позиција како држава членка на ЕУ за да ги пласираат нивните такви толкувања. Се согласувате со ова, Марија? Јас мислам дека Преспанскиот договор е преседан кој што го чекаа многу долго бугарите. Како што кажав, 3 влади на Борисов заедно со Каракачанов работеа на тоа да го подготват бугарското гласачко тело да очекува дека Македонија ќе го промени својот историски наратив и дека ќе направи ќе се согласи со бугарските корени во однос на историјата, јазикот и народот. Договорот за добрососедство е само еден механизам на нивната меѓународна политика која што го искористија за да можат да ја контролираат тезата и целта преку која нели сакаат да ја постигнат целта. И сметам дека колку и да ги гледаме романтично овие изненаденост, несогласување од Европската Унија, од сите останати актери за бугарската позиција, сметам дека тоа нема да се случи во реалност. Тие ќе продолжат да ја поддржуваат бугарската теза, заради тоа што Бугарија е членка на Унијата, таа е внатре. Ќе продолжат да ги поддржуваат нивните напори во однос на внесувањето на она што го пишува во меморандумот, значи нивните ставови и тези во однос на јазикот, народот и историјата во преговарачката рамка и исто така она што го очекувам да се случи е да не направат ништо во однос на бугарската позиција заради тоа што тоа би било дискриминаторски во однос на Бугарија, затоа што и го дозволија истото на Грција. Така што сметам дека македонската влада направи огромна грешка што влезе воопшто во преговори за идентитетски прашања со Грција. Тоа е коренот на состојбата денеска што ја имаме во Бугарија и затоа зборувавме многу гласно 200 интелектуалци уште во февруари 2018 пред кога беше најавен заселениот процес на преговори билатерални, што не смеевме исто така да си го дозволиме со Грција. Не, јас прво веднаш морам да се тука да не се согласам со една работа. Значи прво не можеме да зборуваме за продолжување на поддршка на Бугарија кога Бугарија нема поддршка. Значи во моментов нема. Значи во моментов ситуацијата е таква што сите држави членки се за отпочнување на преговорите и за прифаќање на преговарачката рамка таква каква што е, без барањата на Бугарија. Сега ќе биде предизвик тој став да се одржи, но сега статусот е таков. И тој е таков токму благодарение на Преспа. Без Преспа тоа немаше да може да биде, а ние сега да се враќаме на дискусијата за Преспа, мислам дека е малку неплодна се најавува одреден, значи, немаме ние сега поддршка за Бугарија. Може би имаме некаков си коректен јазик и на тоа треба да навикнеме и да се бориме
Мене особено ми пречи кога ќе кажат Притисокот го компромис. гледам дека е кон компромис? Македонија, Вархелеј. Каков Ја компромис? повикува Македонија да очекори кон Бугарија, не обратно. Значи, имаме изјави и знаеме како ги анализираме тие, и имаме одлуки, заклучоци. Изјавата и за мене е предупредување. И воопшто не сакам, не ми се допаѓа кога ќе слушнам барање за компромис. И затоа нашата анализа е повеќе слојна. Значи, род денес не спомна компромис. Други го спомнуваат. И сега тука имаме ние многу рамништа на кои што ќе треба да работиме во идниот период. И за мене тоа е вистинскиот предизвик. Како ќе одработиме за ова што досега е постигнато како поддршка од сите држави членки да се одржи, а да не премине во повторување на нешто на типот на Лисабонската декларација, што знаеме дека сепак на крајот се смени, но да биде повторување на компромис, што за нас не е можен, туку за нас значи барање устапки. И второто е внатрешниот предизвик. Тоа веројатно ќе дојде на се најавува одреден патоказ за кој се уште не се знае ниту содржината, ниту форматот. Решение или замка треба ли да биде дел од преговарачката рамка или анекс на договорот за добрососедство? Што мислите? Иван? Важно е да се задржи она што во моментов го имаме. Значи, тука целосно се согласувам со Малинка дека позицијата не е сјајна, меѓутоа не е трагична. И ние точно како општество ова го доживуваме многу драматично. И тука пред се и ние како некакви невладини организации, цивилно друштво, цивилно општество, како сакате, дефинирајте не сите кои што сме невладини, недржавни чинители, кои што се обидуваме да придонесеме кон процесот, бидејќи верувам дека нема човек во студиово кој што не сака да ја види Македонија во Европа, барем помеѓу нас четворица, бидејќи ве познавам трите добро, се познавам и сами од себе си, знам дека Европа, мислам дека на сите ни е на прво место. И токму затоа треба сега да се завртиме кон себе и да видиме што можеме, како да не ни пукне работава во глава, во рака и во глава. Односно, како да го сочуваме она некое врзно ткиво кое што може да продолжи да испорачува реформи, напредок, значи да се фокусираме кон нас. Дали ќе се вика патоказ, дали ќе најдат некое друго по-екзотично име, ќе видиме. Идеално би било доколку бугарските барања не влезат во преговарачката рамка. Зошто? Не само што Зборите за бугарските барања од меморандумот или за договорот за добрососедство или вклучително се? За меморандумот. Каде е проблемот? Не само што е спротивен на не само овие барања што се спротивни на Преспа, туку се спротивни и на договорот за добрососедство. Значи, Бугарија целосно излегува и комплетно го извитоперува толкувањето на двата договора. И излегува со некои барања кои што се максималистички и со тоа сметам дека си прави контрауслуга кај државите членки. Бидејќи сега да говориме за оспорување на македонскиот јазик, па лингвисти пред децении меѓународни експерти докажале низ лингвистички студии каде двата јазика се разликуваат. Да говориме за позицијата на Бугарија во Втората светска војна, мислам, тоа е дел од некоја светска, некоја општа историја. Јас не викам, нема процес кој што не подлежи на некаква ревизија, не во она значење на зборот ревизија дека некој сега ќе прави инженеринг, меѓутоа нели секој општествен феномен и историски феномен може да се преиспита. Ајде да преиспитаме, ама јас не гледам во каков епилог ќе заврши дека Бугарија не била дел од фашистичките окупаторски сили кои што окупирале територија. Кој треба да реагира? Еве партијата на Каракачанов последно со писмо се обратила до Бугарскиот совет за електронски медиуми да престане преведувањето на интервјуа на политичари и граѓани од Македонија. Каракачанов е многу популарен кај нас отколку во Бугарија, искрено кажано. Мислам си бил да на наша сметка
да влезе во парламентот. И веќе ликови како Каракачанов треба што помалку да ги дискутираме, мислам, тоа е дел од оној етнонационалистички фолклор предизборен. Да, вице-премиер кој што е таму, затоа што е Тоа сметам дека кај нас Каракачанов е ликот кој што се зема како предмет кој што треба да се омаловажува или да се негативно да се зборува кон него, но она што тој го зборува е реално, ако го видиме меморандумот, така ја видиме декларацијата, тоа е позицијата државна на Република Бугарија. Овој патогас кој што го споменавте во своето прашање, сметам дека не е нешто што Бугарија го бара од нас, напротив, ние го нудиме. Бугарија бара многу поболни прашања да се решат и да влезат во преговарачката рамка, а тоа се да се вели за македонскиот јазик како јазик кој што е норма или дијалект на бугарскиот, да не се повикуваме на македонскиот народ, туку на граѓаните на Северна Македонија, со што се и да признаеме исто така корените на бугарските корени на македонскиот народ и на нашата историја. Мислам дека ова што го зборуваше Иван е рационално, но ние покажавме веќе со преспа дека не сме рационални, дека можеме да прифатиме се, па така, например, со Преспанскиот договор се откажавме од македонскиот јазик кој што го зборуваат егејците, македонците кои што живеат на територија на Република Грција. Тоа истото го бара и Бугарија. Исто така се откажавме од Гоце Делчев со Преспанскиот договор, заради тоа што Гоце Делчев е деец кој што потекнува од егејскиот дел од Македонија и со Преспанскиот договор се откажавме од таа историја. Така што сметам дека ги делам чувствата на Иван, дека не смеевме тоа да го направиме и не можеме, заради тоа што има научна фела која што докажала дека тоа не е така, заради тоа што имаме право на самоопределување, но нашите политичари покажаа дека тоа може да го направат, го направија и од нив се очекува сега да го направат повторно во однос на Бугарија и нивните барања. Одредени извори велат дека официјална Софија бара декларација изгласана во Собранието. Колку е возможно тоа и дали воопшто треба да се прифати? Ние јасни бевме во нашиот последен материјал за можните последици на можните нови поднаводници компромиси со Бугарија, дека не треба да се подпишуваат какви да е нови документи во врска со овој договор, бидејќи е веќе јасно дека тие го користат надвор од целта на тој договор. Целта на тој договор се знае каков е како тип на меѓународни договори, билатерален договор за добрососедство, кој што треба да се спроведува од добра намера. А ако сега тој се користи за да се смени македонскиот идентитет во процесот на пристапување, тогаш апсолутно не треба да се преговара или подпишува за било каков документ кој што ќе треба него да го појасни. Значи сега сме на една точка каде што навистина треба добро да се изанализира, ова го зборувам на институционално ниво, затоа што бугарските барања се поврзани. Значи нема ни едно барање што не е поврзано со другото. Па да кажеме, ова можеме да го прифатиме, а ова не можеме да го прифатиме. Она што недостасува тука во дискусијата е, ние слушнавме повеќе пати црвена линија е македонскиот јазик, македонскиот идентитет, меѓутоа не слушнавме што е под таа црвена линија. Односно што е прифатливо, а видовме некои несрекни изјави од премиерот, особено во интервјуто за БГНС, каде што имаше намигање што би можело да се прифати и тоа најде на остри реакции во македонската јавност. Така што мислам дека е многу значајно, иако ние мораме и понатаму пред Европската Унија да покажуваме добра волја во однос на имплементација на договорите, многу јасно да покажеме дека
ние не сме во состојба ова да го прифатиме, односно не смееме ние самите да најавуваме такви отстапки кои што ќе водат кон други отстапки. Мислам дека недоволно се зема предвид целината и долгорочните последици од прифаќање, односно давање отстапки на одредени бугарски барања во овој момент под под некаква потреба за брз компромис заради голема добивка, ниту добивката е толку голема, а особено во однос на цената која што би се платила, а тоа само би водело кон на тамошни отстапки. Оттаму сега е момент за многу повеќе трезвеност и многу повеќе конструктивност која што за жал не ја гледам на македонската политичка сцена. Оти ние сите многу се залагаме за внатрешни реформи, меѓутоа она што го гледаме веднаш се подвојувања на политичко ниво. Сега ги гледаме главно и мислам дека она што ќе биде најзначајно е да се јакнем на тришната кохезија и да имаме еден одржлив политички процес во нашата држава. Тоа ќе биде најважно, да се задржи еден нормален политички процес, наместо да влеземе во нови препукувања и политички кризи. А потоа да зборуваме за вакви и онакви реформи, не потоа и паралелно во различни сфери. Веќе некое време нашата влада вели дека треба да се врати до вербата со официјална Софија. Што и да значи тоа? Дали тоа значи исполнување на барањата од Бугарија или тоа значи дека во изминатата година не се направи скоро ништо со оглед на тоа дека ако се навратиме назад, Захариева во месец март за време на Берлински процес изјави дека бара договорот за добрососедство да биде ставен во новата методологија. Тоа беше изигнорирано од наша страна. Кога добивме зелено светло за време на Европскиот самит во март месец, Бугарија вметна забелешки како едностран акт и тоа некако помина, не се свати сериозно. Во мај месец сегашниот министер Османи па и целата влада велеа дека Бугарија нема да го попречува патот кон ЕУ, сега имаме вето. Што понатаму? Како ќе се врати таа доверба? Што треба да направи нашата влада за да се врати довербата помеѓу двете земји? Јас лично мислам дека можеме малци да се распоредиме. Мислам дека многу ќе биде тешко да се врати довербата меѓу двете земји и довербата меѓу граѓаните на двете земји по вакво заострување, би рекла, на реториката од бугарска страна. Значи, додека нам ни бројат говор на омраза од оваа страна, на што реално го гледаме заострување на реториката од бугарска страна и мислам дека дојде во македонската јавност и во македонското општество до едно ниво каде што веќе сите сака да кажат доста е. Навистина овој притисок не ни е потребен, не ни е благотворен и дајте малку да се соземеме, да ги искористиме сите наши потенцијали и да видиме што ќе направиме понатаму. Затоа што навистина притисокот е преголем и предолг. Кога велите да работиме на себе и на тоа што ни останува, би сакала да спомнам дека председателот вчера на конференција за Западен Балкан обелодени дека македонскиот државен врв добил понуда за членство во Европската економска зона и дека понудата била одбиена затоа што нема друга алтернатива од полноправно членство. Партиите денеска си замеруваа едни со други. Каков е вашиот став по ова прашање и како ќе се постигне кохезија кога и за ова гледаме денеска дека се препираат? Видете, европската, според мене, јас сум многу голем еврофил првенствено и работам во институција која што е основана за да ја помогне европеизацијата на Македонија со внатрешни реформи кои што се ускладени со европската аки. Сметам дека алтернатива од Европската унија, членството во неа, немаме. Искрено сум и ќе кажам дека Европската економска зона е алтернатива која што јас како член на Balkans in Europe Policy Group уште во 2014 го кажав како можна сценарија, заради тоа што тоа ни го дозволува
договорот за Европската економска зона. Значи, секоја земја која што почнала преговори или е во процес на преговори, има право да биде членка на Европската економска зона доколку се согласи за тоа, но треба да има 80% од акито на ЕУ во однос на економските критериуми исполнето, односно да има административен капацитет да го имплементира и да го примени она што значат нели норми и стандарди во однос на економска соработка со ЕУ. Тоа за жал според овие извештаите за напредок Македонија во моментов го нема. Нашиот пазар не е спремен за единствениот европски пазар, да ги издржи оние притисоци кои што тоа го носи со себе. И од тука јас мислам дека при проценката треба да се земе во предвид какво влијание ќе има на трошоците на живот, на платите, на севкупната благосостојба на Македонија, пред да се донесе било каква одлука. Инаку тоа е алтернатива која што ни овозможува заедно со слободното движење можности за циркулација на луѓе и на добра. Нашето време тука истекува. За крај, Иван, дали сметаш дека треба да размислуваме на друга алтернатива и во врска со Европската економска зона? Ние како држава и како општество немаме друга алтернатива од ЕУ, дефинитивно. Тоа е едната и единствена опција, тоа е патот кој што се оди, треба да продолжи да се оди. Во меѓувреме треба да се завртиме кон нас. И ние имавме скоро една реакција заедно со Институтот за демократија и Societas Civilis, каде што порачуваме дека добра подготовка е половина успешно завршена работа, така што да комплетираме преговарачка структура, преговарачки тимови, да започнеме со, да продолжиме со спроведување на реформи. Од друга страна, ние како невладини организации треба да продолжиме да лобираме. Доколку првиот беше документ за внатрешна употреба, така да го наречам, оној документ реакција кој што подготвивме заедно со ЕПИ, Институтот за демократија, беше насочен кон надвор, кон европските партнери и поддржувачи, и тие да си ја завршат, да пробаат да си ја завршат својата домашна задача и да го прават во континуитет потребниот притисок, така што останува многу да се работи. Нашето време... Само би сакала да додам во однос на Европската економска област, мислам дека треба да бидат многу посериозни нашите политички чинители кои ги излегуваат со такви предлози, па после и со напади. Значи, Европска економска област е договор меѓу државите членки на ЕУ и 3 држави, кои што порано биле држави членки на ЕФТА. И членка на Европска економска област може да стане само држава која што била претходна членка на ЕФТА. Значи, ние би требало да станеме членка на ЕФТА, па после да станеме... Тоа е плюс Швајцарија. Значи, тоа се разговори кои што навистина не треба да паднат вака од небо и треба да се разговараат на експертско ниво. Веројатно се зборува за некаква нова економска област која што се наметна како дискусија за Западен Балкан и тука треба да имаме предвид дека Бугарија нас не блокира сега и за Фронтекс и ќе не блокира за било што друго, зашто нема да не блокира за такво нешто. Оттаму, мислам дека треба малку посериозно и со повеќе знаење експертско да се пристапува кон овие разговори и дебати, а веројатно и за евентуално декларации на собранието кои што ќе се донесуваат. Треба на многу повисоко ниво да се издигне целата таа дискусија. Нашето време истече. Ние имаме уште многу да зборуваме. Се надевам во некоја следна прилика. Ви благодарам за денешното, вечерашното гостување. А вам, почитувани гледачи, ви посакувам пријатна вечер и ви порачувам да останете со програмата на Телевизија 24.